Беше сабота, 1. октомври 2005 година, есенски врнежив ден. Патував со воз. Меѓутоа, дестинацијата не ми беше позната, но знаев дека некаде треба да стигнам. Во еден момент возот застана и почна некое раздвижување меѓу патниците. Се прочу глас дека треба сите да слезиме од возот, затоа што возот понатаму нема да патува. Во тој момент имаше голема гужва, кој побрзо да слезе од возот. Јас се чудев зошто не беше наговестено дека некаде треба да слезиме сите. И во еден момент го слушнав гласот на татко ми, кој што ми свика: Николче, ајде те чекам. И јас реков: што сега татко ми, зошто ме вика, зошто овдека ме чека? Меѓутоа се чудам од каде сега тој овдека, кога знам дека е починат. Го отворив прозорот и многу чист, јасен глас, повторно од десната моја страна, слушнав како татко ми вика: Николче, ајде, сите слегоја, слегувај и ти. На татко ми само стигнав да му речам дека: абе тато, не требаше јас овдека да слегувам, треба на друго место да одам. И тука заврши мојот сон. После, не знам колку време, се разбудив и откако дојдов при свест, таму, од спротивната моја страна, го видов мојот драг, пријател, другар пред се, од детството уште, од Прилеп, Симон Беличанец. И тогаш реков: на вистина, значи, јас сум жив. Кај си бе, сине бе? Само да не се грабнат, да се касат. Здраво и живо. Ајде, абе извади го да се поздрави. Сега чекај. Доста. Си има овдека ред малку. Какво изненаду. Види го како скока. Арт, немој да си го каснал. Ти го познав. Шетам. Шеташ. Еви со Звонко. Кај си бе? Кај си бе, пајче? Ти кога ќе ги сретниш, пријателите овде на ова Инфракштрасе, кажувај го гледам сине, да не мислат негде отишли. Слушај да ти кажам, знаеш, на ова Инфракштрасе тој е градоначалник. Така. Незваничен. За сите неофицијален, ама за нас е. За сите има распоред кој кога излегуваме, дали сме дошле, кога отсуствуваме, минуси ни става, плюсови. Ама и весници чита. И одзади ги чита весниците и гледа кој е отсутен. Ама многу малку отсутни има, да знаеш. Да. Така ли е? Секој ден е. Секој ден е тука. И по неговиот пример е Минус 20 јас сум овде. Минус 20 јас сум тука, нема проблем. И на минус 20? И по колку време поминуваш тука? Доаѓам и си идам. Ама далеку, кај живееш? Лисиче? Ново Лисиче. Толку време поминавме во радио, телевизија, и во Нерез, и во Новиот дом. Ти поработи и во Новиот дом. Колку години си пензионер? 18 години сум во пензија. 18, а како изгледаш, момче, младо, бре, валда ти е. Нон-стоп пешачи, нон-стоп со точак. А овие средби толку се убави, толку не повраќна, не освежуваат и ни враќаат оптимизам во животот, нели, и не подмладуваат, така да речам. А ние, еве, со коле си зедовме и кучи, не? Таа тие позитивна енергија. Многу се дружевме во Пионерски дом, одевме заедно на летовање во Претор, во Асамати, ако се сеќаваш, тоа беше организирано. И научивме и таму да пливаме. И знаеш дека не сме заборавиле уште? А дали свириш на армоника, кажи? Не, остави. Зашто, бе, колега? Одамна. Ти ќе останеш, Леви, ќе останеш? Ќе останеш овде, ќе си Да, малце се спрошитам. Добро, се гледаме секој ден. Ќе си најдеш друштво? Пак ќе се видиме. Нема проблем, ајде, живи пријатно. Да се видиме пак и да се дружиме вака многу години. Нема проблем.
Ето така. Меѓутоа летово тебе те немаше. Мене ме Беше немаше, има подолго отсутен. приколка, ние на море и таму си остана. Па таму, Пливаш? покрај тоа што пешачев на плажата, по песокот, пливавме. Јас многу убаво се чувствувам кога пешачам. А Ти особено кога пешачиш играм одбојка. и спортуваш активно. И тоа ме изненадуваш колку си храбар. Пешачам по едно 16 на километри со се комбинација точакот Со возењето, и така. возење точак и пешачење. Овој го носам, ама вака врзан, оти ако почувствувам мирис на некоја кучка, трча по неа и веднаш трчав 3 километри за да го фатам, па едни деца трча и таму го фатија кај Луна парк и ми чичко ебе го вика, ми го донесува. Многу се занесува. А има 9 години и го наслед 10-та тера сега во декември. Черка ми го остави Билјана. И се омажи и ебе ви го сега, мамо, тато, чувајте го вие, ама нам ние това Голема сакаме да го дадеме. Да, ако го дадете, ја ќе се откажам од вас. И ние да не се откажи од нас, ние мора да го чуваме. Додека ме превезува со брзата помош од клиника во кардиохирургијата Филип II, повремено ја слушав сирената на брзата помош, повремено се губев, повремено слушав некои разговори меѓу сестрите, докторите што беа во колата. Веројатно се влошуваше состојбата, така што кога веќе ме однесоа исто во операционата сала, нешто како во сон да слушав, а не бев свесен што се случува со мене. И после, откако се убаво се заврши, сопругата ми кажа дека ме чекале од операциона сала, разговарале со доктор Жан и тој им рекол дека во ред е сега, беше веќе тргнат на оној свет, сега е веќе пак тука. И како се случи, и сам не сум свесен, затоа што во четврток бев на рекреација, играв одбојка. Во петок бев на работа во Советот за радиодифузија, во саботата утрото, во 6:30, рано, некакви болки тука под плешките. И не можев да земам воздух. А пред тоа немаше Пред тоа немав ништо. никакви Дури знаци. јас бидејќи спортував, не престанав откако играв одбојка и уште како дете. Тоа го знам. Не престанав со прегледи. Во спортската амбуланта имав картон отворено и секој 6 месеци ЕКГ си И се правев. беше во ред. Така да си го контролирав здравјето. Не пушев, не пиев. Точно го знам. И да. заради професијата, и заради спортот. И веројатно и тоа е еден од факторите што сигурно, како и што ми кажа доктор Жан, дека придонесло за побр и интервенцијата да биде успешна. И кога ме стегна во плешките, не можев да земам воздух. Почнав да рипам како пиле заклан. Значи толку големи болки Толку имаше. големи болки и го губев здивот. Не може воздух да си земам. Кажувам дека овдека ме боли, ме стега, не можам воздух, не можам да земам. Повикаа брза помош, ме зеде брза помош, ме однесоа во клиника, таму ме снимија и конзилиум се собрал и така натаму и кажале дека тука не може да се направи никаква интервенција. Некои дури од докторите биле и песимисти дека и ќе останам да живеам. Меѓутоа, некој испомнал, односно докторите, рекол дека обидете се кај Жан. После 4-5 сати операција, еве сум покрај вас, покрај тебе. Ќе морам да ја прочитам стручно, а инаку ќе ја објаснам како мене ми објаснија, за да ја сватам, за да ја разберам што е. Замена на комплетна асцендентна аорта, супракоронарно и хемиаркус со протеза
албографт 24 мм. Канилација на десната артерија субклавија ЕФ 60%. Ова сите доктори ќе го разберат. Да. Сега гледачите не знам, и јас не го разбрав. Мене ова исто така ми го кажа стручно, но јас реков, кажете ми со попрости зборови да го разберам. На зидот од аортата некое делче се отчепило и ја затворило аортата како клапна. И автоматски срцето си пумпа крв, меѓутоа таа не може да пробие низ организмот. И веројатно повремено како срцето отчукувало, така помалку пуштало, затоа и веројатно сум бил те освести се, те онесвести се. И сега тој дел оштетениот доктор Жан го пресекол и на тоа место ми ставил цевче. Ова многу ретко се случува и пациентите и поретко стануваат и живи. Ете, јас, како што реков и пред тоа и со Божја помош и со помош на доктор Жан, еве, жив сум. Јас тоа го доживеав пред 3 дена пред да дојдеш ти. Бев во интензивна нега повеќе денови, зашто моето опоравување траеше малку подолго дури и од твоето, и ти порано си излезе, и јако јас порано влегов во болницата, и дури и твоето доаѓање ми го најави еден наш таму што ни стана пријател Кире и тој Прилепчанец, кој бил прв пациент што бил опериран во кардиохирургија Филип II во Скопје од доктор Жан Митрев. Ми рекоа дека, ми рече тој конкретно, Коле, подитно го носат и целата екипа се собира, докторот се враќа од Маврово и итна операција има. Верувај, јас се потресов исто така, бидејќи го доживеа веќе тоа, меѓутоа верував исто во Господ дека им го има и дека нашите животи ќе продолжат. Нашите животи започнаа во Прилеп, уште од мали години, и ете, судбината таква била, да не спојува, да не разделува и постојано да се испреплетува. Уште од деца заедно растевме, нешто, одевме во музичко училиште, одевме во пионерски дом во драмската секција. Свиревме на игранки. На игранки свиревме. Ти на хармоника, јас на пиколо. Оти бевме мали. Пиколо не може флейтата да ја држам. Ова детенце истрижено, тука од вај меѓу овие високи се гледа и држи едно како стапче, ама тоа е пиколо. Татко ми го купи уште во 1951 година. Колку години има тоа, доктор? 57 години. Со дигитрон ќе ги сметаме. 4 години учев музичко училиште и потоа купи флейта метална и сега ја имам и еве. Да. А види, се сеќаваш на овој оркестар? Со хармоникава дечко? Коле, Коле. А Јанчо? Јанчо Лиле. Овој кој беше? Кире ли беше? Да не... Патата е Патата. Да, на контрабас. Да. Еве го Менде на кларинет. Сапчијата. Не е Менде. Не е Менде? Не. Или Тасе, не знам кој е. Тасе. Ова е Тасе. А тој е Тасе таму. А се сеќаваш еднаш во спортската сала, таму и игранки се приредува и се. И немаше многу инструменти, твојата хармоника, Да, тапаните. Таму сме сликани. Еве. И јас со пиколото и игранка приредивме. А еднаш бевме во Зрзе и на Зрпопе таму и во пештерата, и потоа го чекавме возот во Слепче и заврна дош и сите се пикнаме во манастирскиот комплекс таму на Чардакот и да правиме игранка исто така. Јас на пикола свирам и сите играат забавно. Иве, кај си бе мазе убаво моје. Утре ќе си шетаме, пак ќе одиме. Раке пиеш понекогаш? Сега пием раке и винце. Помалце, а? По една чаша. Добро. И ја така. А додека играв одбојка активно и додека бев спикер, ни капка. Ни вино, ни раке. Тоа го знам. Ни пиво,
Знаеш ти каква Беше Дисциплина. голем трезвењак беше, нема тоа. дисциплина, цигари не, Јас не бе толку, меѓутоа сега многу ретко. Помалку се напивам и подобро за да трае подолго. така е. Веќе да можеме внуците да ги израсниме, генерации да гледаме нови генерации. Кога возам и со точакон не пијам. Е, Камо ли за сокола? Ти влегол од стравото, од казни. Ништо не пијам. Бев во многу подобра состојба и беше договорена мојата операција. Тоа беше на 26 септември, понеделник, а на 27 прв ме зедоа во операционата сала. И сега моето будење, какво беше, јас тоа се сеќавам, над мене стојат облечени медицински лица, доктори, докторка. Јас сакам да пуштам глас. Цело живот сум зборувал и дури како карактер таков сум изборуван повеќе, а и професионална деформација. Ја гледам сопругата зад овие бели мантили и сакам да ја викнем Цоби, Слободанка се вика, Слободанка, Цоби, не може. Јас имам цевка во грлото, гласните жици се блокирани, не можам да пуштам глас. Се обидам уште еднаш, не верувам, не знам што е, и пак не може. Што сакаш да кажеш, слушам, дојди викам бакни ме, ама не викам туку со гестикулација, жив сум. Тој момент нема да го заборавам никогаш, дека навистина останам жив. А докторот им рекол потоа дека операцијата не била лесна, дека четвртиот байпас кој бил близко до срцето, која го завршил, офна и рекол бидна. Молеснело. Него по-штипски така бидна, молеснил и не. Малку да ја свртиме темава јако, на истата ќе задржиме, меѓутоа некои други моменти да кажеме, не знаме, ќе те подсетам јас на условите во кои што бевме, на исхраната, на хигиената, на љубезноста на персоналот, не само на целиот медицински, па и помошниот персонал, нели? Јас бев воодушевен да ти кажам Така право печаток сима и си, ти да. тоа го знаеш. Меѓутоа, таа грижа, мислев дека доаѓа од друго место, само од домашните може таква грижа да добиеш. Ми остави впечаток денот кога требаше да си одам дома. Доаѓа одговорната сестра, вели, ајде Никола, да се спремиш, да се избањаш, ќе си одиш дома. Добро, одиме кон бањата и таа со ден мене. беше тоа, јас се сеќам, пред мене ти си отиде. Да, Ти бев љубоморен. сабота беше операцијата, недела, Четвртокот понеделник, вторник, во средата. Средата, ја. Во средата отидов. И женава ме фати под рака и ме носи во купатило таму да ме бања. И јас посрамен, викам, добро, викам, фала, можам. Не, вика, јас ке те бањам. Ле, како ке ме бања сега? Ама и подготовката беше нешто и- слично, ако сакаш, само ти. Ама јас не знаев. Не, јас не имав знам подготовка, исто така со... Не знам, само се видов бричен. Добро, Значи, ти беше така да итна не твојата знам. ситуација, да. Да. Ама јас ја молам, не можам, не може. Не, може, не смееш сам. Ми, Мора. не ми дозволи. Еве, Зоки, снимаме. Доаѓате? Нека дојде, еве, ние. Добро, земи го. Јосе? Добро. Симе. Еве овде кога било 16-17 јуни 79 година, Долнен и Прилеп. Фестивал на народни инструменти и песни Марко Епа, Цетенков. ти со Снежана го започна Липковска. Да. 10 години точно знам го водеше. Да. И потоа, не знам од кои причини, но не е ни битно, пак Не, толку, 10 години, доста Прилепчани пак ја продолживме традицијата и Пеце
во Нерези ме сретна Симоне, вика, дали сакаш да го водиш фестивалот, вика, во Долнини. Марко Цепенков тогаш се викаше, сега Пеца Атанасовски по неговото име. И јас се напатив и ден денешен го водам, непрекинато. Еве, 40-ти ќе биде оваа година јубилејна и јас 30 години ќе наполнам како го водам тој фестивал. Значи, тие предходно 10, јас го водам. Ти 10, јас продолжив таму каде што овде 85. Така. Па блискоста наша или заедништвото наше или склоностите заеднички ги потврдувавме и на оној професионален план потоа што го стекнавме ние во Радио Скопје. Имаше разгласна станица во гимназијата Мирчацев. Јас се сеќавам, одев на класните часови, 5 минути последни, вестите ги читав, информациите за учениците, а и тоа истото и ти го правиш. Но потоа како и јас станав спикер, тоа никогаш не се заборава и 40 години да останам пред микрофонот, а ти беше главниот виновник, во наводници да речам, или причина да стана спикер. Те слушаме еднаш на радио, овој мора да е Никола Момировски, Коле, викам. Те барам, не можам да те најдам. Прашувам, да, Коле е таму и те еднаш те најдов, викам, Коле, како стана спикер, вака и вака ми каже на брзина да не должиме и ти ми рече, сакаш ли ти, сакам, викам. Ајде, вика, ќе те носам кај Антонов. И беше тоа во пролетта, летото, така, почеток на летото, 1965 година и ме однесе кај Антонов. Антонов ми даде неколку вести. Ај, момче, застани пред микрофон, тој од другата страна во студио, во техниката. Ги прочитав јас, од тебе ќе биде спикер, ама сега почнуваат годишните одмори, вика, ќе дојдиш по септември. И јас упорен, тако сум во животот, отидов во септември, слушав како читаат моите колеги, тука ги имам, тука ги имаме сите, цела плејада. И Иван Антонов го носам негдека тука со Бранка Станковска како седа пред камера, тоа ќе ги видиме подоцна. И ме стави на 4 октомври 1965 година на распоред и јас од тогаш станав спикер, а потоа дури и посетувавме школа за спикери, ако се сеќаваш. Да. И таму имавме една прекрасна едукација, надградба на се она што сме го стекнале. Тоа време не можеше секој да го земе микрофонот така. во раце или да му го ставиш пред него Се па да сеќаваш чита. тоа граматиката на македонскиот литературен јазик од Блаже Коневски со Ѓукески, па вежби па посебни вежби за дишење, за дишење, па говор, стилистика, доктор Ружа Панов, говор од Белград, доктор Ѓорѓе Костич ни доаѓаше, од Загреб ни доаѓаше журналистика, како се викаше. цела година посетувавме тоа школа го посетувавме. Истекнавме многу знаење и приврзаност кон професијата, кон говорот, Знаеш кога се кон културата вклучивме? на говорот. Јас и тогаш имав 5 годишно искуство, а ти имаше 4 годишно искуство. Па не, ја точно и- знам, тоа беше 68-69 година. Така. Таа беше учебна година и ние тоа школа, а директор ни беше доктор Славчо Керамечијас. Керамечијас. Си ме уште од мал, да ти кажам, сонував да бидам спикер. Кога ќе ги слушав гласовите на Антонов и на Оливера на радио, се обидував да ги имитирам. И се чудев како е можно вака убаво да говорат, да зборуваат толку течно, после со многу пријатни гласови беа. И се обидував да ги имитирам. И јас како нив да бидам. Значи, таа љубов кон спикерството уште од детство ја носам. Јас можеби не бев усмерен така да размислувам, меѓутоа спонтано сето сум го носил, сум го вградувал во себе, сум го синтетизирал и ето и тоа изби тогаш кога дојде моментот, нормално кога мојата зрелост и таа мутација заврши, така да речам, и бојата на гласот се оформи и можеби и материјалните услови кои што ги нема во Скопје доволно, ме натера да заработам парче леп
за да можам да обстанувам. Ама ако се сеќаваш ние како го печевме занаетот, спикерството и преку Сојузот на слепи. Да. Снимивме многу и таму романи, заедно. видите, подсетувам сега. И таму заедно. И таму заедно и снимивме многу романи уште во бараката на 29 ноември. Во разговорот стана збор и за роковите за изработка и монтажа на челична конструкција, кои ќе бидат запазени. Како и во целава земја, така и во сите општини од Републикава се води жива предизборна и изборна активност за изборот на кандидати за представничките тела во сите структури. Најнапред еве ги вестите за оваа активност. Општинскиот комитет на Сојузот на комунистите на Кочани на денешната седница ги утврди можните кандидати за членови на органите и делегати на форумите на Сојузот на комунистите, како и носители на функции. Треба да се цени животот, да не се троши во младите години, се со умереност да се прави и да се одбегнуваат оние ризични фактори кои што навистина можат да предизвикаат заболување на тој витален орган, на нашите срца, се зборува за нашите срца. Меѓутоа, ти не го очекуваше тоа, ти беше спортист, ти се уште дури спортуваш. Јас не бев спортист, повеќе со уметничка работа се бавев, меѓутоа на годишните одмори многу пливав, пешачев, трчав и така. Веројатно и тоа мене ме одржа и докторот ми рече дека пливањето, пешачењето, трчањето, сето тоа е спортување и ги прави повитални органите, но нашите професии беа стресни, така да речам, секојаш изложени на оценка на јавноста. Бевме непоканети гости во нивните домови повеќе децении, а сакавме да бидеме добри гости кај добрите домаќини и стресните ситуации си го направија своето. Боже би не бевме внимателни ние, како и секој млад, меѓутоа се опометивме и на овие години. Иако ги имаме повеќе од 60, сега пензионерски пат ќе ги поминеме во спокојство, така да речам, во мир. Коле го познавам како играч од поранешна Југославија, кога беше член на екипата од Прилеп, која се настапуваше во Македонската лига, која денеска на ранг е мислам на исто ниво како и денешната одбојка, што значи дека беше доста квалитетен играч. Коле Момировски е на некој начин историска личност затоа што беше и првиот председател на Одбојкарската федерација на Македонија, под чие раководство и Македонија е признаета во фамилијата на одбојкарските спортови. Меѓутоа Коле Момировски е еден феномен затоа што човек кој се бави со одбојката преку 40 години, ја сака одбојката и кога во најкритичните моменти, кога луѓе со таква болест каква што имаше Коле се откажуваат од неа, тој поради таа голема љубов не прекина се бави со одбојка и до ден денеска го гледаме на спортските терени, иако знаеме дека одбојката спорт со кој се занимаваат луѓе од 7 до 77 години што се вика, меѓутоа Коле е посебна приказка затоа што е човекот на некој начин отпишан од спортот, меѓутоа тој докажува дека сите тие граници можат да се срушат и човек, иако болен, може да се бави со овој прекрасен спорт. Во мајката природа, чудата се Божја милост и немилост. Во животот на човекот, чудотворството е дар од мајчината утроба, благословен
od Boga. Neizmerno i večno vi blagodarime, golema majko Makedonska, što zajedno so vašiot blagoroden soprug, gospodin Koce Mitrev, rodihte, odrasnavte i vospitavte toliko jednostaven i bezgranično human čovek, vrvno stručen i beskrajno požrtvovan čudotvorec. Neodamna i nam, so svojte zlatni raci i bistar ni go spasi životot, vraćajte ni gi vo semejstvate i poširoko, site negovi radosti, so besprekorno izvedeni od operativen zafat, večno blagodarni, od dlabočinata na našite, sega veće izlečeni srca. Simon Beličanec i Nikola Momirovski. Četvrtok, 27. oktobri, Petkov den, 2005. leto gospodovo.